вечер на сите, ученици, професори и се надевам и родители, кои што имаат прилика да не следат на оваа наша средба. И покрај тоа што е пандемија, која не ни дозволува одблиску да се сретнеме и споделиме убави моменти, како што е овој настан на доделување признанија, благодарници, дипломи и пофалници, ние тоа ќе го направиме затоа што дружењето и споделувањето е посилно и од ковидот. Тука сме да ги сумираме успесите на вас гимназијалците, поддржани од вашите професори во изминатиот период на онлайн наставата, период на предизвици и постигнувања на резултати. По повод на наши национални празници содржуваа голем број одбележувања во кои вие учествувавте, дел од вас беа и на онлайн надпревари и обуки, а дел од вас им беше предизвик дигиталните алатки во креирање аудио и видео записи. Повели Ема. Во рамките на обележувањето на 8 декември, денот на Свети Климент Охридски, СОУ Гостивар во соработка со Активот по македонски јазик објави литературен конкурс на тема Македонското слово низ вековите. Им благодариме на сите што учествува и испратија своји творби и ми представува големо задоволство да му доделам диплома и еден скромен подарок, книгата Папокот на светот од Венко Андоновски на Ристе Брчиовски за најдобра литературна творба и пофалници на Теодора Матеска, Ангела Арсеска и Нада Спасеска. Продолжете да творите и да го негувате пишаниот збор. Благодариме. Благодариме. Ристе. Успесите доаѓаат кога има тимска работа. Средното општинско училиште Гостивар додели благодарници на членовите на Активот по македонски јазик за соработка и придонес во наставата на македонски јазик. На професорите Андријана Страшевска, Жаклина Ѓорѓиовска, Гордана Михајловска, Ема Неделковска, Симона Андриевска и Вилјана Атанасовска. Јас им ги честитам благодарниците и се надевам дека во сите моменти ќе ги поттикнат учениците и понатака да творат и да ја збогатуваат нашата настава на македонски јазик. Благодариме. Колешката Бети сега да земе збор. Добро вечер и од мене. Добро вечер до сите колеги, сите што не следат на ова онлайн средба и до учениците секако. Покрај литературната творба, литературниот конкурс беше одбележан овој настан и со ликовни активности, ликовен конкурс од пристигнатите, односно ликовни творби. Учениците беа наградени за цртеж и постер, значи во две категории ликовни творби. Во цртеж, како прва награда, беше истакната Елена Николовска, ученичка од прва година. За најдобар постер беше избрана творбата на Наумчевски Методија од четврта година. Пофалници добија учениците Ана Марија Смилеска од прва година и Антонио Наумчевски, ученик од втора година. Им честитам на учениците, продолжете ученици да ја негувате културата, традицијата и уметноста, само така се запазува посебноста на еден народ, гордејте се со нашата традиција и уметност. Од мене накратко толку. Нека ви е со среќа наградата.
Им честитаме на уметниците за нивните цртежи и за постерот при распишаниот конкурс. Ке повикувам колешката Андријана Страшевска да земе збор. Добро вечер и од мене. Поздрав до сите ученици и колеги. Огромно е задоволството прво да се биде дел од тимот наречен гимназија и со задоволство истакнувам дека нашите ученици под наше менторство продолжуваат со афирмација на македонскиот литературен јазик. И покрај фактот што ова е настава од далечина, ние се обидуваме, верувајте, макотрпно да го одржиме македонскиот јазик и во вакви услови. Учениците со својата интерпретација успешно успеваат да ја приближат уметничката литература, да го негуваат убавиот уметнички збор и несебично да се ангажираат во одбележувањето на значајните празници од нашата историја. Голема благодарност ние како професори по македонски јазик искажуваме кон учениците Ивана Мерџановска и Виктор Ангелковски за нивната вклученост на овие манифестации. Честитки уште еднаш. Браво! Честитам и на овие ученици. Соработката треба секогаш, но во времето на онлайн наставата треба уште повеќе да ја негуваме, само тогаш постигнуваме резултати. Средното општинско училиште исто така доделува благодарници за соработка и придонес во наставата по македонски јазик на професорите Билјана Штериовска, Ирина Нофитовска, Софијанка Серафимовска, Елизабета Нумчевска и Катерина Неделковска. Од ваше име и од името на учениците им благодариме за нивната соработка во овој период на онлайн наставата и предизвикот на сите вас во творењето на сите оние аудио и видео записи. Благодариме. Билјана тука. Да, и јас да се вклучам вечерва со една прекрасна новогодишна дигитална елка. Значи, сега така дојде времето, особено годинава, постојано зборуваме за некои дигитални алатки, дигитални вештини. И искрено да ви кажам, јас сум среќна и задоволна. Мислам дека ние се покажавме како многу спремни. И наставници, и ученици. И сега секако тука имаме и некои таленти или да речеме деца кои имаат многу повеќе љубов и многу повеќе нерви да седат пред компјутер, да кликаат, да монтираат видеа, да креираат, да собираат снимки. Јас себе сега ќе ги прочитам тие неколку имиња, ќе им честитам за наградата. Тука е Наде Беловинова, значи како еден од најактивните ученици во овој, да речеме, дигитален свет моментално. Исто Методија Наумчевски. Секако и сега овде пишува и нешто иновации, меѓутоа ја мислам дека тој учествуваше и во тие монтирање на видеа, креирање на разноразни дополнителни видеоматеријали. Сега не знам дали и Симонче тука учествувала, малку професорката Светлана да ми помогне, дали ова посебна група на добро активности во делот на иновации. Мислам дека тука имаше и некои надпревари, може колешката Кате да ни каже попрецизно. Јас на сите ви честитам, ви посакувам успех и вака сега малку сакам некој од учениците кои учествуваа во овие активности на снимање на видеа да ни сподели малку какво беше тоа искуство, дали беше предизвик, лесно, тешко, дали научивте некоја нова апликација да користите, дали е нешто што го знаевте од предходно, онака како поминавте низ процесот, некој од нас ако може да сподели со нас. Па да, јас еве прво ви благодарам за наградата, навистина ми е мило што се најдов од помош тука
во онлайн настава, сепак ова време за сите беше малце потешко и се уште е, ама се надевам дека во текот на наредната година ќе можеме да се вратиме назад во училниците и во нормала. Подготвувањето на видеата и собирањето на материјали секогаш е предизвик, но е предизвик што го работам со задоволство и никогаш не ми причинувало некаков вид на проблем. Еден вид на моје хоби е тоа. Од претходно сум знаела да ги користам тие апликации, од многу мала се занимавам со компјутерите и со технологијата. И тоа, сепак. Нема на кого. Значи уживаше додека. Добро, Наде, и ти и сите вас. Одлично е кога уживате. Тогаш ние само ќе креираме идеи и вие ќе ги реализирате, така? Океј, било ми е. Така. Ајде. Искам да им честитам на овие нови млади, да речам, во најново време, што се пронајдоа сега во ова прилика, да речам, во онлайн наставата, во пандемијава, а секако ви го посакувам и во нормално време да си творите и да ви биде уште поголем предизвик надградувањето во делот на информатичките вештини. Сега ќе повикам колешката Кате, за да не повеќе информира за делот на иновации, нешто повеќе исто така да кажат, секако матурантите кои што се тука на некој начин присутни за да споделат најголемите успеси, награди во оваа последна година нивното школување. Повелика. Добра вечер и од мене. Вака, во организација на Junior Achievement, меѓународна организација со представништво во Македонија, имавме покана за учество на онлайн надпревар. Надпреварот гласеше камп за иновации во банкарскиот сектор. Истиот беше поддржан од Шпарка се банка, од USAID, Фондот за иновација и технолошки развој. И на тој надпревар учениците од нашето училиште освоја трето место во конкуренција од 14 тимови по цела Македонија. Исто така, учениците освоја и награди, како што се стипендии во вредност од определена сума на пари за од Бизнес Академија Смилевски, понатаму освоја матрица за очекувана кариерна успешност, признанија за надпреварот, сертификати за освоено место и други награди, да речем. Исто така училиштето се здоби со пакет книги за своите потреби. Вака и покрај, значи, условите со кои што се соочуваме нели во оваа пандемија, во овие услови за учење од далечина, учениците покажаа навистина голема заинтересираност и соодветно и изработија задачата на надпреварот. Па чест ми е да им ги дадам признанијата на Методија, Симона, Јана, Виктор, Стела, Мартина, Фросина и Ивона и ги повикувам да кажат своји мислења во врска со надпреварот. Би можел јас во името на целиот тим да кажам неколку зборови. Како што посочи професорката, овој надпревар беше голем предизвик за нас и за нашето училиште, но ми беше од огромна чест што успеавме да го прикажеме нашето училиште и се гордееме со успехот кој го постигнавме и покажавме нашите квалитети и нашата креативност во целост. Освоивме трета награда и кажа професорката дека целиот надпревар се одвиваше онлайн, значи тоа беше еден дополнителен предизвик и тежина. Би се заблагодарил и неа затоа што прекрасно не менторираше и ни помогна во секој поглед. И се надевам дека ќе учествуваме на повеќе вакви надпревари, бидејќи тука сме сите заедно да работиме и се гордееме со секој постигнат успех. Така, ви посакувам успех и во понатамошното образование. Сега повикувам колешката Софијанка, својот дел да го... Добро вечер и од мене. Поздрав и до учениците, колешките, колегите. И најпрво да им посакам прво честитки на сите успеси, награди, учества и само така да продолжите, да бидете што покреативни
и со многу поголеми успеси понатаму, па макар и онлайн, а додека во живо мислам дека и уште повеќе ќе бидете успешни. Исто така и музиката, можам да кажам дека е нашата душа и во секој настан мислам дека со музиката ние внесуваме душата на самиот настан. Затоа треба да им се заблагодарам на сите мои ученици кои што учествуваат во музичките настани или музичките точки. Затоа и ќе им доделам пофалници на Теодора Матеска и на Ристе Брачиовски ова учебна година, додека нема да ми замерите ако кажам дека во оваа пандемија ние почнавме многу порано со онлайн снимките и со онлайн настапите и верувам дека нема да ми замерите ако еден дел ви пуштам од мојата пандемиска гордост, снимка да ја проследиме и малку да слушнеме од нашиот претходен настап. Ќе ми дозволите? Задоволство, Софи. Да. Ајде да слушнеме. Браво за дечките. Прекрасно. Браво. Учениците што и да работат, понатаму во животот никогаш да не ја напуштаат музиката, дека вистина е тоа нивната душа. Благодарам. Честитаме и на Теодора и на Ристе и им благодариме што имаате енергија секогаш да снимаат така да ни го
разубава, да речеме, секој настан и денешната и слободното време. Мислам дека Ристе уште нешто ни подготви за денес. Само не знам дали сега е расположен тоа да ни го сподели, кога сме веќе кај музиката. Ристе? Може. Ајде, Ристе, Ристе, малку да Ајде, уживаме во музика. Повели, ајде. It's been 7,050 days since you took your love away. That I go out all night and sleep all day since you took your love away. Since you've been good, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing can take away this blues. 'Cause nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling, baby. Where did I go wrong? 'Cause nothing compares to you. All the flowers that you planted, mama, in your backyard. Oh, that when you went away. I don't leave it with me, baby. Sometimes I give it another try. 'Cause nothing compares to you. 'Cause nothing compares to you. Благодарам. Одлично. Браво, Ристе, Благодариме, браво. Ристе. Ристе, подхитно на X Factor да те пријавиме, слушаш? За не Браво, Рики. фактор е ништо. Тој е директор, тој е Одма фаворит на и X беше Factor. X Factor. Не треба повеќе. Теодора требаше да се Ако е, не вклучи треба. с пратечи вокал. Да. Јас имам уште еден предлог. Сите подитно да ја купиме книгата од Ангела. Може? Може. Се прифаќа предлогот Која Да. книжара ве побарам или има секаде? во култура каде? Во Ангелче? култура ја има и во 5+. Да, и во каде? 5+. Книжарниот Аха. 5+, книжни. Ете така, ја ве повикувам сите да купите по една книга од Ангела. Јас утре задутре обавезно. И јас Фала после ти, да Ангелче. освен ако не вршите да остава до дома. Да, колеги, ученици, да, со сите ве повикувам вака да се видиме
на камера пред новогодишно за крајот од оваа средба. На сите да би се заблагодарам на присуството, ова што го споделивме со успешните, со најпред се од учениците, колегите, тука се како можеби се и родителите присутни на ова доделување на признанијата за изминатиот период. Ви посакувам уште поголеми успеси, среќна нова, поуспешна 2021. Единицата сигурно некој нов почеток треба да значи. Овие 2 нули во старава година можеби да не се повторуваат. На сите уште еднаш ви се заблагодарувам, уште успеси да споделуваме. Поздрав! Среќна нова! Поздрав и Поздрав. честит! Поздрав.